Четврта мерка, која денеска сакам да ја објавам, и таа е последна за денеска. Последната четврта мерка за денес е ангажман на врвни тренери од странство во спортските академии, каде се градат младите и идни врвни спортисти. Планот е да се донесат докажани успешни тренери од странство во спортските академии, да помогнат во градењето на новите фудбалери, кошаркари, рекометари, тенисери. Планот е овие тренери да се со поголеми успеси како тренери во нивната тренерска кариера, подобри од било кој тренер во Македонија, според успесите и искуствата. И оваа мерка ќе почне да се применува дел по дел од година во година, почнувајќи од септември 2017 во соработка со Спортската академија и спортските федерации. За следната година веќе се обезбедени пари во буџетот предложен од Министерството за финансии за ангажман на првите тренери со поголеми меѓународни успеси, кои на постојана основа ќе ангажиран со договор и ќе работи во Фудбалската академија во Скопје. Значи, првиот тренер ќе биде ангажиран во Фудбалската академија во Скопје, а потоа секоја година тоа ќе се проширува и во другите градови, но и во другите спортови. Од 2018, како што кажа, ќе се продолжи со ангажман и на други градови и спортови. Почитувани присутни, ова се дел од плановите на ВМРО ДПМН и коалицијата за директна подршка на спортот и спортистите, клубовите, федерациите во Македонија, со сите можни заштитни механизми од можни злоупотреби. Како што кажав на почетокот, во периодот што следи ќе бидеме отворени за сугестии и за насоки од спортистите, федерациите, спортските работници, Македонскиот олимписки комитет и други професионални познавачи на спортот, кои ќе придонесат за носење на квалитетни решенија за напредок во спортот. Цврсто сум убеден во потенцијалот на македонските спортисти, но и во желбата и мотивираноста за успех. Наша обврска е подеднакво да се грижиме за сите сфери, што се интерес на македонскиот граѓанин, а спортот е многу повеќе од обична игра. Тој е втемелувач на карактерот на човекот, колективно задоволство, а многу често и амбасадор на државата. ВМРО ДПМН ќе продолжи да гради и создава услови за развој. Граѓаните тоа го препознаваат и знаат дека ние тоа што ќе го ветиме, тој ќе го оствариме, ќе го реализираме.